Скопје 2 дена се тресе. Малку сами си ги создаваме. Нормално дека имаме разлики. Може прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цело. Тезијата, микрофоните се, европјаните се бегалци. Кој ги направи тие? глобална хегемонија. Бидејќи се најстарите кандидати за председател. Модерни, Свети Павлевци. Онтолошки тие се тука. Професоре, од што може ова да не штити? Сите стоеле позади вас. Немојте да му прифаќате. Молам режија, тоа е уште една можност. Абе, не ми работи идиотот. Почитувани гледачи, добро вечер во уште едно издание на Аргументи. Има една синтагма која вели патот до пеколот е поплачен со добри намери. Каков ќе биде патот до 11 декември, терминот закажан за избори, останува да видиме. Генерално, лидерите на политичките партии се договорија дека нема пречки за одржување фери демократски избори. Значи, оние начални услови кои долго време се натега и се пазареа лидерите на партиите и представниците на партиите заедно со меѓународниот фактор се исполнети, но попат, како да издегуваат некои други пречки, дали ќе бидат клучни или не знаем. Најмногу сега се говори за улогата и работата на специјалното јавно обвинителство, како кон него ќе се однесува собранието, дали мандатот ќе им се продолжи или не и како ќе се изјасни Уставниот суд. Но да не откриваме се, има многу прашања кои со моите гости вечера сакам да ги поставам, нешто ќе произлезе од она што тие ќе го говорат. Се надевам дека некои работи ќе расчистиме, ако не, останува утре за утре. Има и друг ден за дебата, нели? Мои вечерашни гости, господинот Африн Гаши од БЕСА, добро вечер. Владимир Божиновски, професор и политички аналитичар вечерва. И Горан Милевски, председател на ЛДП. Добро вечер на сите. Добро вечер. Добро вечер. Вие сте најдалеку, господин Милевски, прв пат сте тука, ме ќе почнем со вас, бидејќи неодамна, скоро, имавте, или СДСМ имаше конгрес, но присуствувавте како опозиција, најавивте широк фронт, или лидерот на СДСМ најави широк фронт. Мислам дека вие бевте таму, запознаени сте со стратегијата, со најавите на опозицијата, како ќе настапува на изборите. Но она што можам да го читам денеска е дека се уште има некои дилеми каков е тој широк фронт, кој се во него ќе влезе. Ајде малку поблиску, запознајте јавноста и гостиве. Точно е, јас прв пат доаѓам во ова ваше студио и благодарам уште една за поканата. Синоќа СДСМ правеше конгрес, инаку нашиот конгрес програмски, кога ја промовиравме програмата, беше во март месец во Македонска опера и балет. Јас не само што присуствував синоќа на конгресот, туку и се обратив за делегатите на СДСМ од име на сите наши коалициони партнери. Дилеми нема, во јавноста се наметнаа денеска одредени дилеми каква е таа коалиција, меѓутоа за нас се тие работи расчистени. Синоќа конгресот на СДСМ донесе одлука да се направи една широка центро-левичарска коалиција, проширена со индивидуалци, со граѓани, со интелектуалци, кои што ќе пристапат независно од нивната етничка припадност. Значи, моментално во оваа коалиција, заедно со СДСМ, се вкупно 16 политички партии, вклучително и некои нови, кои што дојдоа од таборот на ВМРО-ДПМН, како Лилјана Поповска од ДОМ. Тука се нови кои што пристапиле Алијансата за позитивна Македонија, кои што сега имаат нов председател, и ПЕИ, партијата за европски иднина на Фијат Цановски, кои што се од летото подписнички на платформата за демократска Македонија и се приклучени кон овој фронт. Тоа е добро или лошо што има поголем број на партии во тој Тоа е фронт, добро, индивидуалци? но и за прв пат нема само на овие избори да настапат коалиција на партии, туку ќе има и коалиција покрај со партиите и со невладин сектор, граѓани, индивидуалци, кои што сите оние кои што не се задоволни Добро. Останат уште неколку партии од левицата и од центарот надвор од оваа коалиција, но се надевам, зависи од нивното расположение, дали ќе се приклучат или не. И ќе има уште еден блок, десничарски блок,
За тоа што ќе го збориме. сочинуваат Тие не се десните со вас. партии. Да. Едно само подпрашање има. Не, бидејќи прашавте кој секи биде. нејасноти имаше, ви објаснив каков е концептот. Оно што за мене е чудно или би сакал да го разјасниме, ова со партиите е во ред. Секој коалиција се обидува да собере што поголем број партии, но што ќе правите со тие индивидуалци, аналитички, како ги нарековте, интелектуалци, јавни личности, кои што се изјаснили критички кон власта. Ако победите, што ќе прават тие таму собранијата? Како што ќе прават? Па Кој зарем ќе само критикува? политичари имало досега и во собрани, зарем Партиите само спроведуваат политики, индивидуалците, аналитичарите, тие јавни личности, тие се знаете како индивидуално не се врзуваат многу за идеологија на партија. ние не Колку ќе сакаме представуваат тие? ние не сакаме И уште нешто, овие невладини организации, па нели тие не се партизирани се, како не е. ние не сакаме парламентот да биде обична гласачка машина. Значи послушници кои што гласаат онака како што владата налага. Сакаме во парламентот да има јаки индивидуи кои што ќе застанат зад реформите на новата влада. Секој кој што ќе пристапи во овој фронт се согласува да ги прифати некои начела на реформи конечно во Република Македонија да си го демократизираме општеството. Токму затоа една од основните начела нова коалиција е веднаш после победата на 11 декември, ту во приоритетите за првите 180 дена ќе предложиме измени на законот во Република Македонија за избор на пратеници, каде што пратениците ќе се бираат во една изборна единица во Република Македонија и за нас се прифатливи и отворените листи, да во парламентот влезат пратеници кои што имаат интегритет, како што сега ние правиме, да вклучиме индивидуалци кои што имаат политичка тежина, јавна тежина во јавноста и кои што со својот авторитет застануваат зад демократизацијата на Република Македонија. И исто така една од нашите обврски е да воведеме отворени листи на локално ниво за советници, така да и во локалните средини, во локалните совети влезат граѓани кои што не се бирани од лидерот на било која политичка партија, туку ќе бирани од граѓаните на Република Македонија. Тога значи независно дали сте прв или последен на листата од некоја политичка партија или група на граѓани, вие можете да бидете избран во Советот или во парламентот доколку имате углед во средината во која што живеете. И мислам дека тоа е почетокот на демократизацијата во Република Македонија и демократизацијата на политичките партии, затоа што централизацијата на политичките партии подоцна придонесува да се централизира и државата, односно да се управува од еден центар, од премиерот, например, на Република Македонија. Ние така не сакаме да владееме и тоа е она што не придоби всушност Зоран Заев да се приклучиме сите ние кон оваа коалиција, бидејќи не сака да практикува власт, која што ќе значи апсолутизам, која што ќе значи еден човек да решава за се во Република Македонија. И тоа е за поздравување и затоа сме тука и затоа овој концепт ќе го прифатат и граѓаните кои што размислуваат на ваков начин и тие ќе бидат вклучени нови листи, а воопшто не водиме сметка дали тие луѓе утре во парламентот ќе му се спротистават на владата и на премиерот за некоја одлука која што сметаат дека сега нема да биде водите добра. сметка, тогаш може нема да водите. Добро, ќе се навратиме на ово, бидејќи сега не се однесувате баш толку демократски кој некои индивидуалци. Не знам кои се но тие, затоа потоа. Добро, ќе чекам. Божиновски, ќе почекате малку, ја сакам господин Гаши да го прашам за Беса, значи во албанскиот блок, дали има слични движења како што во опозицијата сега се случува. Ние немаме представник од властот како таму се работите, се надевам во една од наредните емисии ќе го имаме и таа можност. Како е кај албанскиот блок? Па Кај вака, вас? може да се каже дека слично и во албанскиот блок има сериозен обид за окрупнување на опозицијата. Сега за сега Беса како нов политички субјект и во нејзиното структурирање и во нејзините настапи и со својата сериозност во настапувањето за година и пол и по сите анкети кои ги имаме ние интерно, но некои јавно беа обелоденети, ние веќе сме многу близко до ДУИ и очекувавме, значи Во рейтингот? Да. Не идеолошки, мислам да не ве разберам погрешно, многу близко до ДУИ по рейтинг. По рейтинг, да. Многу близко да ги стигнеме со рейтинг. Затоа ние мислиме дека ние треба да предводиме таа
тој опозицијски блок. Веќе почнавме пред 4-5 дена, ние имаме начално еден договор со НДП, договор за коалицирање и тој веќе сериозно се размислува како да се прошири. Тука се размислува за движењето за реформи на ДПА, за партијата Унитети, ПДП и така натаму. Значи, некој контакт веќе имате и мислите дека може да ги усогласите идеолошки платформите кои што ги имате во еден концепт, за да може да настапите Тоа заедно? што се случува кај албанците... Тоа се коалиции предизборни или соработни? Предизборни коалиции за заеднички настап на изборите. Дуи со незините спин доктори и со својата контрола врз медиумите што ги има во албанскиот етер, они успеа да спинуваат една приказна дека само обединета опозиција може да ги победи. Демек, тие се многу силни, дека никој не може да ги победи и така натаму. Јас сум убеден дека тоа не е вистина. Тоа може лесно да се види ако прошетате низ албанските градови и села и ќе да се сретнете со албанските граѓани во Македонија и ќе видите дека колку е големо разочарувањето и револтот на албанците кон ДУИ. Кај албанците сега во моментов се чека еден момент да се осигурат обичниот граѓанин и гласач дали навистина има некоја партија која може да ги победи ДУИ. Заради тој спин ви кажувам. И ние се обидуваме тоа да го скршиме како опинион, како мислење во Македонија кај албанците и работиме на тоа. Со тоа што работиме цело време на терен со нашите граѓани, со нашите структурирање, ние сме убедени дека и само како беса можеме да ги победиме. Ова не го зборам затоа што сме денеска тука пред вашиот медиум и пред вашите ценети гледачи, но затоа што сум убеден. Јас знам многу добро ситуацијата кај албанците, како е размислувањето, каков е политичкиот менталитет кај албанците и јас сум убеден дека албанците се сака да ја казнат ДУИ за сето тоа што го направи за овие 15 веќе години. Божиновски, како ви се чини овие обиди за окрупнување на опозицијата во македонскиот и во албанскиот блок? Како ви коментирате најавите за проширување на политичките сили во борба против власта? Власт, условно речено, против власт. Ова коалицијска влада меѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ, кои останати партии. Окрупнување. Ја не видов некој окрупнување кај оној опозицијски блок предводен од СДСМ, освен тоа што Лиле Поповска, нели, со Дом влегува како дел од таа коалиција. Другото не ми исто. Барем не видов некоја нова политичка сила која што влезе во таа коалиција. Како што си беше 2014, така си и сега. Затоа не можеме да говориме за некакво окрупнување и на одреден политички кампус, доколку во тој политички кампус ние немаме нови играчи кои што ќе можат на вистина да помогнат тој да се окрупни или тој да стане да го зголеми својот нови играчи, некако личности туку како политички партии? Како партии се разбира. Значи говориме ние за политички партии, за коалиција на партии, не говориме индивидуалецот може да се отиде во политичка партија, тој се индивидуалец нормално, може да избере во партиите се нели збирот индивидуалци, ние не можеме да правиме коалиција на партии со индивидуалци. Така, како ќе правиме сега коалиција, не знам, СДСМ или ВМРО, ДПМН со Владимир Божиновски коалиција може да прави, не може. Мислев на нови личности да не мислите? Нови личности, ама тоа не е окрупнување. Тоа може некои нови личности да се извадат од едната или од другата или од петата партија. Не е тоа битно. Говориме за политички субјекти. Значи за политички партии. Значи според вас ништо ново на... Па ја не видов ништо, осем, нели ви кажав, ова со значи Дом на Лиле Поповска се приклучи сега кон СДСМ, што... А кај албанците? Тука е веќе поинаква ситуацијата. Како коментирате тоа? Поинаква е тука ситуацијата, значи прво кај тој етнички албански кампус има едно... Тој е прво подинамичен.
подинамичен во смисла дека многу побрзо се создаваат одредени субјекти кои што може да достигнат и одредена популарност, значи може да им се наметат на гласачите. Пред се поради резултат што самиот кампус е многу помал. Значи говориме за околу во изминатите неколку изборни циклуси од 2006 година навака, говориме за околу 220 до 230 илјади гласови, кои што ги имаат, зборам вкупно, нели, ДУИ, ДПА и останатите партии од тој етнички албански кампус. И затоа е и полесно на некој начин да се наметнеш нели на помала група. Но тоа е само едната причина. Втората причина е тоа што за разлика од кај неалбанскиот блок, значи тука оној блок околу кој гравитираат ВМРО, ДПМН, СДСМ и останатите помали партии, помали етнички партии од другите етнички заедници. Значи тука ние се сочивме во изминатите 15 години со неколку партии кои што успеа да се наметнат покрај ВМРО и СДСМ, да се наметнат на гласачите, но потоедноставно тој капитал не успеа да го ефектуираат како некој нов политички концепт, туку успеа тоа, предпоставувам, да си го ефектуираат лично за себе. Нели имавме ние неколку партии кои што добија, да не ги напоменуваме сите, уште од 98 година навака 2006 и така натаму. Они успеа да привлечат 50, 60, 70, 100 гласови, но потоа тоа го ефектуира, предпоставам, за своји лични цели. Тоа не стана политички капитал на една група луѓе која што ќе може да им се спротивстави. И затоа едноставно и не може да се очекува, барем за догледно време, појавување некој таков трет субјект. Затоа реков, вамо е поинаква ситуацијата. Значи веќе тука покрај БЕСА која што се наметнува како релевантна политичка партија, значи ги имаме ДУИ, ДПА, БЕСА се наметнува и партијата на Зијадин Села. Го имаме тука и НДП, иако тука имаше доста превирање, но сепак се разбира, јас и порано напоменав, иако не е официјално нели лидер околу НДП, и Руфи Османи зависи што и како ќе, затоа што тој сепак кој се взе тој политички субјект. Но веќе ги имаме 4 до 5 политички субјекти кои што реално може да очекуваат пратеник. Да не навлегуваме сега, ќе објавам ја, значи како ИПИС ќе објавиме истражување на јавното мислење, претпоставувам кон крајот на овој месец, такви се барем плановите. Тогаш веќе можеме поконкретно, но сите овие 4 субјекти кои што ги напоменав, бидејќи претпоставам НДП ќе одат во коалиција заедно, значи имаат сериозни шанси и јас верувам дека секој од нив ќе освои пратеник. Тоа не можам да го кажам во овој другиот блок. Во овој другиот блок, осим коалицијата на ВМРО, ДПМН и СДСМ, ја не очекувам никој друг да успее да освои пратеник. Само уште едно подпрашање, подиме со реклами, потоа предпоставувам дека имате своји реплики на искажувањето на Божиновски. Не изанализиравте состојбата во владината коалиција на ВМРО, ДПМН со останатите политички партии таму. Дали тоа сметате се уште стабилна коалиција? Па и тука е, ја за тоа реков дека нема некои промени. Значи, Лиле Поповски дом беа дел од таа коалиција, сега потидоа во коалиција со СДСМ и тоа е тоа. Значи, нема... Добро. Одиме со реклами, а потоа ќе развиеме дебата, доволно за почеток да видиме како се позиционирани политичките субјекти на македонската политичка сцена. Еве повторно во аргументи. Горан Милевски, Африн Гаши, Владимир Божиновски. Завршивме со оценката на Божиновски околу структурата на партиите и каква можна сила би представувале сите. Милевски, Гаши, мислам дека имате своји видни реплики до објаснување. Што на паузата се објаснивме, меѓутоа не се согласувам дека партиите не треба да прават сојузи со јаки индивидуи. Ако се сеќавате, во 2005 година ВМРО ДПМН за свој кандидат во Скопје го предложи Трифун Костовски. Тој не беше во ВМРО ДПМН, меѓутоа како јака индивидуа ја кандидираа за градоначалник и тоа беше добитна комбинација. И не знам зошто сега тој се маргинализира или се
се прави овај обид на опозицијата дека е незначителен или тоа е небитно и нема да мени во резултатот, кога се видело во минатото дека и текако влијаела личноста или личностите кои што ги кандидирате за одредена позиција, за да биде добитна тогаш кога ВМРО ДПМН го правил пресвртот во 2005 година фактички, отиде со не толку партиски стакнати личности, туку отиде со некои индивидуи. Ако се сеќавате 2002 Трифун Костовски беше на СДСМ на листите и ту носител во втора изборна единица. Што се однесува до коалицијата на ВМРО ДПМН, таа е во тотален распад, затоа што двете македонски партии кои што правеа со нив коалиција сега го напуштија и Павле Трајанов и Лиле Поповска, независно што Павле Трајанов е со десниот блок, Лиле Поповска дојде кон овој наш блок. Партијата на турците, според нашите информации, е таму во целосен распад, затоа што има неколку фракции, бидејќи бираат председател. Ако знаете, нивниот председател си поднесе оставка. Значи, не Цвета Атрози, кај ромите има голем револт од работењето на Амди Бајрам. Така да, таа коалиција прво е во распад, а второ и ВМРО ДПМН е внатрешно во распад. Вие се ближат избори, гледате дека нема активности на терен како што имало во минатото. Единствените активности му се по штабовите кои што ги имаат направено во јавните предпријатија и делуваат по јавните предпријатија. Така да различна е состојбата и климата сега. Не мислам дека ова десен блок нема да му одземи гласови, бидејќи ако се Владимир Божиновски аналитичар, ВМРО Народна партија во третата изборна единица освои 5.500 гласа во 2014 година, 3.500 гласа имаше во петта изборна единица. Сега, ако се додадат тука и гласовите на Љубе и на Љупчо, на старите ВМРО-овци, основачите на ВМРО, кои што се околу Јове Кекеновски, и големиот број на разочарани ВМРО-овци од актуелната политичка структура и гарнитура во ДПМН, може да се очекува и текако голем успех, како што го направи всушност Љупчо во 2006 година, освојувајќи 6 пратеници. Очекувам дека ќе му се случи едно стампеда, односно десно ориентираните гласачи ќе имаат шанса да се одлучат дали ќе гласаат за оваа структура која што води моментално ВМРО ДПМН или основачите на партијата од 90-тите години. Значи тие ќе имаат пред себе избор, која партија ќе одберат зависи од нив. Се разбира, ништо не може со сила, а овај центро-лев блок ќе се обиде да си ги привлечи сите оние незадоволници, неопределени и така натаму, кои што би требало да се приклучат и да донесат таа победа на опозицијата, во која што сме убедени дека ќе се случи на 11 декември. Впрочем, и затоа се бега од изборите цело време ВМРО ДПМН, овие потези кои што ги прави сега, затоа се праќаат нарачани анкети од штабовите на ВМРО ДПМН за охрабрување на сопственото членство и дестимулирање. Не случајно таа анкета беше пратена во вечерта, саботата вечерта, пред конгресот на СДСМ. Меѓутоа, во таквите анкети, освен Никола Груевски, повеќе не му веруваат и нивните членови. И всушност Никола Груевски може да води само на нарачани анкети. На избори повеќето не може да води и затоа де факто тие на дебатите не испраќаат луѓе од собствената партија за да можеме да дебатираме. Бегаат од дебати, бегаат од фактите и од аргументите. Греши? Што се однесува до анкетите, сакам да донесам еден нов елемент, тоа што се однесува до мерење на јавно мислење. Кога се прават анкети, тука е Владимир може да ме демантира ако или да не се согласувам, може ќе. Да. Мислам кога се прават анкети на национално ниво со 1000 примероци, секогаш се зема процентуално тој број околу 250 до 300 албанци. И ние мислиме дека тој број е многу мал или не доволно несоодветен да покаже на вистина како се случува, каква е динамиката во албанскиот. По број мислите или по структура? По број. И како број и како значи распределеност. Тоа што ние го правиме неколку пати со некои интерни анкети, а тоа се совпаѓаше и со анкетата на ИРИ. Значи ние кога правиме анкета, правиме на повеќе на 1000 албанци во Македонија. И во тој случај имаме подобар пристап за да видиме како се случуваат, како се движи динамиката на албанците. Не знам дали се согласуваш дека со такви поголем број на испитаници се добива друг резултат.
Божиновски, да. За да продолжам. Не мора да чекате на моја дозвола. Не е собраниево, сепак е дебатен продолжиш, клуб. после имаш Не, реков блиц само да те прашам или сакаш по-подобро? вака, не, Дел по дел. не, Ајде, ова кратко сега. Она што говориме за репрезентативен пример, треба да земеме предвид дека Македонија, нели, се зема како една целина, се прави истражување, 1000, 1100, 1500, не е битно колку испитаници, над 1000. Маргиналната грешка се движи по тие рамки помеѓу 3 и 2%. И тоа е релевантно истражување. Сега друго е прашањето регионално, односно по изборна единица, како е распределбата на тие гласови, бидејќи нели тука може да биде различни, од тоа зависат и бројот на пратеници. Тогаш може да се направи, јас ги правам тие, истражувања по изборна единица. Но резултатот на тие, значи 6 изборни единици, 6 истражувања по 1000 да кажеме испитаници, тоа се 6000 испитаници, но резултатите на тие се компатибилни со она на ниво на Македонија од 1100, 1200 испитаници, со тоа да на овој начин се добива многу поточна регионална распределба во однос на да кажеме тој процент на испитаници кои што се определуваат за една или за друга Ама партија. како ги земате бројката од 200 или 300 албанци според кои? Значи, не, Мислам, тоа беше прашањето, дали тоа малку или тоа е многу? Значи, примерот си кога е така, има, си има одредени демографски категории преку кои се стратификува секој истражување. Пол, возраст, образование, структура, етникум, се она што може да влие на одреден гласач. Например, во Америка се многу битни категориите раса. Кај нас не е битно тоа. Кај нив се до некаде битни категориите, да кажеме, на која црква и припаѓа. И тоа има влијание. Кај нас нема. Кај нив исто така до некаде битно и колку заработуваат одредени категории, па се дели според заработка. Кај нас не е битно. Значи се земаат одредени категории демографски кои што треба да се одвецвуваат од прилика, никош не се оди на точна бројка. Но на 1000 испитаника, ако е грешката 3%, да кажеме на 6000, ако говориме како една целина, на 6000 таа ќе падне, но веќе грешката над 1000 испитаника, затоа е таа бројка над 1000 испитаника, веќе грешката е сосема прифатлива, бидејќи цената на чинење на 1000 испитаника и на 6000 испитаника воопшто не е иста. А вамо, бидејќи имаме 6 изборни единици во Република Македонија, се прават посебни истражувања за секоја изборна единица со цел да се види точно како се распределат, како може да се распределат пратеничките места, пратеничките места. И тоа е значи таа разлика, но ако БЕС се појавува на 1000 албанци истражување, така, како политичка партија, таа се појавува и на 1000 испитаника од цела Македонија. Да, за да докажам тоа е и анкетата на ИРИ, последната што беше објавена во јуни. Според таа анкета, ДУИ има 6%, БЕСА 4% и ДПА 3%. Кога ги правиме ние на поголем број албанци и во изборни единици ние ги правиме на 4, кај што има повеќе албанци, 1, 2, 5 и 6. Разликата уште повеќе се стеснува. Една друга поента што сакав да ја кажам, вие сигурно знаете тоа како има некои често се поставува прашање пред да се изјасни испитаникот за која партија ќе гласа утре ако се изборите, претходно се прашува за кого гласал на последните избори. И тука ние неколку пати имаме евидентирано дека на тие 1000 албанци се изјаснуваат 50% дека гласале за ДУИ, а после ако ги прашаш утре ако се изборите за кого гласат, паѓа рейтингот на 10-11. И тоа е значи рапидно паѓање на рейтингот на ДУИ. И затоа велам дека тоа што се случува во албанскиот блок е навистина малце поразлично од тоа што се и вие го кажавте тоа на почетокот. Мислам дека ќе има изненадување. Има поголема динамика. Јас сум повторил повеќе пати дека тие 150.000 гласа на ДУИ не може да ги повтори апсолутно на овие избори. Значи на минатите избори ние всушност имавме оние гласови на ДПА 66 до 70.000 и сите други всушност албанци гласаа за ДУИ. Сега нема да се случи тоа. Со оглед дека имаме и други политички субјекти, а затоа реков, многу е голема шансата,
Нормално дека не може никој со сигурност да тврди, но многу е голема шансата, јас сум уверен во тоа, дека 4 политички субјекти ќе земат пратеници кај во етничката албански блок. Околу тоа кој колку ќе земе, треба јас да објавам нели истражување за да можеме да А како дискутираме. стојат работите со македонскиот блок? Са добро, истражувања, коментарите на Не, медиумски добро, дека- сега Може малце јас да продолжам со Само да одговори на опит добро. продолжиме. Да видиме. Добро, сега Интересно е тоа што нели прво точно видиш. разликата е дека имаме нели представник, односно председател на политичка партија, политички аналитичар, така да јас не држам политички говори, него Не, правам, според ваши него правам истражувања. анализи, така. Многу е поинако Ако сте правеле анкети затоа, значи, ги следите анкетите, како Генерално, значи состојбата е многу слична. Генерално состојбата е многу слична. Јавното мислење не се менува за еден ден или за еден месец. И јавното мислење за да почне да се менува треба да има причина, односно да се појави Нема ли? политички субјект, како што тоа е кај во тој етнички албански кампус, се појави БЕСА, се појави Зијадин Села, за да може да има одредено предвижување. Некое посериозно. Кај нас не се појави ништо во овој друг кампус, значи не албански условно кажано, за да ние очекуваме некакви сериозни промени. Тоа е прва работа. И втора работа, ние уште не знаеме која е понудата. Јас пак ќе повторам, еве, последниве 10 изборни циклуси го повторувам. Кога порано беше до 2006 гласе за мене зашто ова е лош другиот. Нели? Протестни гласови. Сега веќе не е така. Сега е све до понуда. Значи сега кога ќе дојде некој на врата и да каже гласе за мене од опозицијата и ќе каже гласете за мене бидејќи власта е многу лоша или власта ова прави, тогаш следи прашање што нудите вие. Не видовме до сега што нуди опозицијата. Повторно имаме некакви нели најави, пак 30.000 денари просечни плати и све. Сега не се ова fairy tales, не се ова бајки детски приказни, Ама па како очекувате, утре значи, ќе имаме каква понуда? 1000. Јас можам да искочим и сега да им кажам, ќе формираме ние партија, за изборите ако ми го доверите мене мандатот, јас 2000 евра просечна плата. Ќе му дам на секој граѓанин во Македонија. Па, сите Ќе ми партии го поверува прават тоа. некој, ќе ми поверува некој, нема да ми поверува. 30.000 денари. И како беше она? Ако за 4 години не биде минималната плата 16.000 денари, така мислам дека кажа лидерот на СДСМ вчера, тогаш веќе немојте да гласате за нас. Ама 4 години ако може јас да бидам на власт, така? Сега, истото она од 2002 секој семејство ќе има по еден вработен. Значи, и во политиката, како што во економијата има кредитен рейтинг, во политиката има политички кредибилитет. За некој да му верува на политичарот, треба да следи неговиот минат труд. Sada само многу лошо стои. Ама не може опозицијата да има минат труд, 10 години било опозиција. Не. Шо минат труд? Они многу лошо стојат на тоа. Затоа треба двојно повеќе да се потрудат. Кога ќе кажеш 30.000 денари просечна плата, тоа треба да го објасниш, а не само 30.000 денари просечна плата. Не може така. Пред избори се ветува, не знаете. функционира, не функционира Љубиша тоа. Не функционира, 10 како години не? не функционира. А би реков дека да. Не сакам да упаѓам сега, нека си ја искажи мислата. Владимир Божиновски е десно ориентиран аналитичар кој што си има некоја своја партија за која што гласа и се разбира дека понудата на опозицијата до него не може да стигне. Како не? Меѓутоа, жалосно Носто ме доаѓаат кај мене понудата на опозицијата од Меѓутоа, сите партии. Ете, гледате, вие викате опозицијата првен започнавте, опозицијата нема понуда, а потоа Нема. почнавте да ги анализирате проектите кои што ги нуди опозицијата. Па нема Па за вас понуда. се нереални. Меѓутоа, граѓаните не му дадоа доверба на Никола Груевски да влегува во матни бизниси. Кој проекти ова беше вчера прв пат се нафрли некоја бројка од 30.000 денари, јас за тоа Ако спомнав, може, нема да. проект, Значи, извини. тие проекти се 180 дена, во првите 180 дена, а минималната плата е во проектот 24, односно за 24 месеци, не за 4 години, ветувањето е за 2 години и мислам дека е искрено и периодот кој што следува, тоа ќе биде објаснато, се разбира и вие ќе го разберете од каде е нашата желба, а има многу добро, јас бидејќи бев и на затворениот дел, каде што објаснуваше господинот Тевдовски. со искрени намери, Значи, господинот Тевдовски го објаснуваше тој дел, дека ќе има и стимулации и поддршка за микробизнисите, за да стимулираат како да не биде и терет на бизнисот, да му одобри средства, односно плата на работникот од
15-16 илјади денари, така да мислам дека тој концепт кој што и ние вчера го слушнавме, навистина е издржан и тој во овој период ќе биде презентиран до јавноста. Многу ми беа смешни денес аналитичарите кога ги слушав од аспект дека власта прави проекти, а опозицијата нема направено проект. Па како опозицијата да направи проект кога 10 години е во опозиција? Како може некој да прави проект? Проектите се гледаат во онаму каде што има градоначалници. Во центар имаме изградено градинка, прв пат после толку години. Да не ги редиме сега, да не не само да па тие се проектите. Нема, ако има многу кини, па ако има малку, кажете ги, ако се многу, па да ми земете многу време. И Струмица се единствени општини во Македонија гасифицирани. Единствена општина која што направила со сопствени средства затворен базен, тоа е Куманово. Значи, еве како работат некои кои што се градоначалници на опозицијата. Ние не сме имале можност да ги презентираме нашите проекти, бидејќи сепак и јас сум нов председател, во СДСМ има една нова гарнитура на луѓе кои што не можеле во животот да се докажат. Затоа ние што не можеме да веруваме. Во репликата, но досега, да речеме, не сте излегли со таква програма како вчера што ја слушнам. Еве, нека биде еден ден. Малце како да доцните 60 дена, 70 дена пред избори. Сега, видете, не, заради вас, некој заради граѓани веќе се знаат. Кампања на опозицијата, која е таа црна кампања? Опозицијата во секоја држава, во сите демократски држави, тука постои да ги критикува проектите на власта и да нуди своји алтернативи и решенија. Така, а опозицијата не нудеше алтернативи и решенија. Тоа е работата. Но не може да не биде ако сите проекти кои што ние како парламентарци ги предлагаме во собранието на Република Македонија се отфрлени, за по неколку месеци истите тие проекти да се предложат од владиното мнозинство, на пример, законот за користење на марихуаната во медицински цели е предлог на ЛДП. Кога ние го предложивме тоа, толку беше силно нападнат проектот, кога ги направи анкетите, кога видоа дека мнозинството од македонските граѓани го поддржуваат овој наш проект, излегува тие, министерот за здравство вика, ние од денес, еве, ние осваруваме, ние имаме проекти, и опозицијата е без значи, сакам да ви кажам, не сте во право. Значи, не сте објективен, а вие сте универзитетски професор. Значи, сакам да бидете објективен, да кажете она што е. Сега ние ќе одиме и чекор понатаму со марихуаната како ЛДП за декриминализација на марихуаната. Меѓутоа, ако и тоа се најде кај ВМРО ДПМН дека е позитивно, веднаш ќе го предложат исто како што го зедува проектот за електричните возила. Ние во март го промовираме проектот Меѓутоа, господинот Божиновски кажува дека ние немаме идеи, ние не нудиме алтернативи. Ние нудиме алтернативи. Не извини, ја до сега програма не видов. Не сум видел, значи до сега, до вчера, еве да кажеме, единствено што збореше опозицијата беше овие се лоши во ред. Негативна кампања, не извини. Негативна кампања. Еве ТВ Нова одеше тело пред да почнеме црната кампања на опозицијата, проектите на владата, па влада мора проекти да прави. Значи, негативната кампања е прифатлива и нормално дека таа треба да е дел од кампањата на опозицијата. Но дел, вие немавте ништо друго како опозиција, освен тоа. Апсолутно ништо друго. Ние го разобличувавме криминалот и начинот на владење на овој режим. А немавте време, извини. Тоа беше проектот кој што тој проект заврши, сега опозицијата влегува во нова фаза, а тоа е промовирање да граѓаните се согласни, над 54% смета дека Македонија оди во погрешен правец. И се согласувам дека сега граѓаните бараат алтернатива, зошто да ве гласам вас. Сега ние излегуваме со понуда да му кажеме да, овие не чинат, тоа е јавен факт во Република Македонија, но зошто да не гласаат нас? Излегуваме со програма и се надевам дека ќе ја прифатите таа програма и вие ќе гласате, затоа што не верувам дека сакате државата да ја водат повторно на овој начин, да се загушува демократијата, да се апсат политичари, да се тендерите и сите други таму криминални работи кои што ги слушнавме во бомбите, што се правеле и вие ќе се согласите како универзитетски професор Македонија да продолжи на таков начин да работи. Него право за кого ќе гласа. Ја нема да се согласам затоа што јас ви кажам, вие сте политичар
Ви се обраќам како Јас сум аналитичар. право на своје За мислење. тука сме да правиме анализи, а за политички се обраќам- политички говори и за политички, пропаганда. вие влеговте, Си имате овако, си имате. Господине Божиновски, вие влеговте со теза Вемо. дека опозицијата Вемо. нема програма, а потоа ја анализиравте програмата дека вас не ви е реално 15.000 денари минимална плата. Јас Добро, анализирав добро, нешто што добро. вчера се нафрли Добро. само некоја бројка. Добро. 16.000, 30.000, 2000. Ве молам, имаме уште Тоа еден анализираме. соговорник. се објасни. Господине Гаши, вашиот коментар. Дека работата не ни е добра во Македонија, И- мислам дека на сите ни е јасно. Сакаме Не на сите, на сите тоа на тие на кои што мислите вие. Не, мислам Некои дека на сите не им име. е јасно, но дали може да има промена или не, тука се става знак прашалник. Инаку дека не е добро, не е добро. Сакам еден нов елемент да донесам за да бидам коректен со вашите гледачи, зашто ретко имаме можност да го збориме ова. Значи, кога се зборува за албанскиот дел, некако сме научени во минатото, албанците да зборуваат, или политичките представници на албанците, зборуваат секогаш за своите етнички права и својот дел. И јас се согласувам дека они цело време се само гетоизираа и остануваа во својот дел, занимавајќи се со овие проблеми, додека дебатата како сега што се правеше за економската понуда и за другите граѓански или државни понуди да се одвива помеѓу ВМРО и СДСМ. БЕСА е тука, значи каков нов политички концепт која доаѓа на политичката сцена да не се занимава само со етнички проблеми. Туку, освен овој дел, кој сакаме брзо да го решиме, ние сме многу заинтересирани да влегуваме во сериозна дебата со другите политички партии во Македонија, за да дадеме наша понуда за тоа како треба да изгледа Македонија, со своето државно уредување, со политичкиот систем, со економската состојба, со граѓанските проблеми, со здравство, образование и сите други работи. Веќе ова нова млада генерација на албанци. Имате вие програма, биејќи говорите значи, за програма. Да. Прво што направи БЕСА. Еднаш ка презентирате вие тука во ама не зборам економска програма да има. Тоа ви зборам. Кога почнавме како нов субјект, ние го почнавме нашиот политички од со една политичка идеја и платформа. Првото нешто што беше најсериозно правено, ние имаме направено економска програма. И имате и дистрибуирано, да знаат и македонците и албанците таа програма. Уште не е, значи првиот дел е правен во како економски принципи се наведени. Па врз тоа сега се прави избор на економска програма. Ние сакаме веќе да зборуваме за овие Кој проблеми. ви ја прави тај, експерти? Експерти, да. Значи, може и да го спомнам, и тоа беше јавно. Не, добро, мислам дека ќе предизвика, како да. академик и неговиот тим повеќе време работеа на тоа, по наша нарачка, да се изработи тој план. Наша потреба и како албанци веќе да зборуваме за овие проблеми. Не сакаме веќе да се занимаваме само со етничките проблеми. Ние имаме доста веќе млади луѓе кои се образовани. Да, кога говорите за вакви принципиелни работи кои што ги интересираат и албанците како граѓани, бидејќи имаме, ми се чини, заеднички проблеми таму каде што ги имаме. Само уште малку ќе се вратам до тоа коалицирање или разбирање. Освен внатре во албанскиот блок, можно ли е во ова време сега да се најдете со други македонски партии од власта или од опозицијата на економска база, на економска програма, што би била горе-доле заедничка? Или се уште е рано? Бидејќи сакате да занемарите етничката карта, не би инсистирале најмногу околу тој точно е. сегмент. Нас не интересира оваа програма која ги... Нас не интересира Македонија да биде држава која е развиена. Да сите има ги благосостојба во државата и да има рамноправност за сите граѓани во секој сектор, во секој дел. Што се однесува до ова? За жал, јас ова не го констатирам со задоволство, но досега албанските политички партии, тоа може и научно да се докаже, нема јасна идеја никако свој и како политички партии што сакаат за себе и што сакаат за државата. И затоа немаше некоја визија како они ја гледаат, како го гледаат развитокот на државата. Ние како БЕСА, пред да почнеме да излеземе на политичката арена, ние 2-3 години размислувавме за тоа кој е нашиот концепт,
како ги гледаме албанците, како се гледаме како граѓани во оваа држава и каде ја гледаме државата. Ако нас не е јасно патот каде треба да биде, тогаш е многу лесно да се разговара со сите. Ние немаме проблеми да разговараме. Ако се убедиме за нешто што ние сме убедени дека тоа е добро за државата, немаме проблем да се договориме. Не е стварта само околу договарањето, како тоа би било презентирано во една кампања и врзување на гласачи. Затоа што се уште вела дека е рано меѓу албанска и македонска партија. Тоа што го правеа ДУИ и ВМРО последниве неколку години, што го подкрива национализмот во двете страни, кој беше за жал вештачки, особено во овој дел на ДУИ ви кажувам, значи тотално изманипулиран, целосна маска, значи тоа се уште носи политички поени во двата етнички кампуси. Јас сум убеден и ние од БЕСА, ние сме убедени дека етничките проблеми треба да ги затвориме што побрзо, за да не оставиме можност во иднина секој друг субјект, тука вклучувајќи и БЕСА, да не се добиваат политички поени на националистички карти. Сте разговарале зачеме со Заев, со Милевски? Сте имале контакти? Сме имале. Па еве БЕСА на што се однесувале Милевски? Да, еве само да добро еве, дајте. Тоа што е поинаку што го носи БЕСА во политичката сцена е тоа што ние сме отворени и јавно се среќаваме и со македонските партии. Имаме јавни средби и со Заев, и со ЛДП, и со либералната партија на Иван Величевски. Сме пробале неколку пати да комуницираме и со ВМРО, но тие некако се зафатени со ДУИ, не ги им требаат како политички, како партнер и не ги Само едно прашање, ако победи ВМРО ДПМН, а вие во албанскиот блок ќе коалицијате со ВМРО ДПМН? Како? Ако вие победите во албанскиот блок, да, а ВМРО ДПМН повторно победи на изборите? За нас е битно прво кој ќе ја води таа, кој ќе биде победникот, кој ќе ја предводи таа коалиција. Ако се работи за луѓе, да, добро, ама ако се работи за лидершип кој е инволвиран во судски процеси, ние сакаме тоа да се расчити за да бидеме на чисто со кого правиме влада, кај ја носиме државата. Тоа важи и за СДСМ? Да. Тоа што е најбитно за нас е дали може тоа што ние го мислиме дека е најдобро за државата, дали ќе може да се договориме, дали имаме гаранции, дали ќе можеме да направиме владина програма заедничка со која ќе си гарантираме едни на други дека тоа ќе се имплементира. Ако направиме гаранции едни на други дека тоа ќе се спроведе, мислиме дека може тоа да се случи. Божиновски, како аналитичар, коалиции меѓу албански партии и македонски, дали е можно и што мислите, ќе Стушнин Милевски, за обидите за соработки, бидејќи вела дека комуницирале на што може да се сведе на таква соработка, дали е тоа на што Заев го нудеше и него разбравме дека ќе акцептира и албански интелектуалци, дел од пратениците ќе бидат албанци, како тоа ќе се однесува во албанскиот блок? Моја предпоставка е дека можеби се обиделе да направат одредена коалиција Заев со дел од представниците на тој етнички албански кампус. Очигледно не е договорена работата и сега СДСМ најави дека они како партија ќе одат и ќе во лов, во освојување на албанските гласови. Малку е наивно сето тоа. Вие при понуда од 4 сериозни политички субјекти во етничкиот албански кампус да очекувате дека ќе освоите повеќе од нив или ќе им земете гласови, мислам дека сосема нереален концепт. Напротив, тоа може дури и да одле дел од вашето гласачко тело кое што е во моментот. Бидејќи, кога говориме за проекти, осим оној главниот проект на Заев за двојазичност на цела територија на Република Македонија, друг проект не слушнавме. И сакав преска да напоменам, значи проекти. Проекти треба да прават сите политички партии, за тоа се создадени. Имплементацијата на проектите доаѓа кога ќе дојде политичката партија на власт. Опозицијата немаше проекти за да може после да ги имплементира. Они бара бланко поддршка. Не, они бара бланко поддршка. Гласете на нас, овие се лоши, а ние што ќе правиме, тоа ќе видиме. Не е така. Па така е. Сега, значи, немаше политичка платформа. Кога?
како кога во изминативе 10 години. Немаше политичка платформа. Во Или сега да кажете дека 2014 има. бев кандидат, имавме програма, промени за нов почеток. И сега вие што не сте стигнале да ја видите и да ја разгледате, има граѓани кои што ја виделе и затоа дале поддршка СДСМ. извесен концепт. Тоа Тоа беше не заедничка коалициона програма, да. Програма. Па Да. види, ако не сме стигнале ние као граѓани тоа да го видиме, значи Не, некако не вие сте како пласирале. граѓани, туку вие Некако како не сте пласирале гласачи добро. или симпатизери на ВМРО Некако ДПМН. не сте пласирале. Ај сега, вие како гласач или симпатизер, ова си имате као една матрица, кој не е со вас, мора да е со ВМРО. Ама вие ги знаете сите програми на Говорете. ВМРО ДПМН и сите проекти. Не ги знам. Вие не знаете Кога 10 ги- години дека кога ги опозицијата знам? имала програми и Кога сум проекти. Па кажал дека ЛДП ги настапи знам? самостојно Ако сум кажал дека ги 2011 знам година. проектите и програмите на ВМРО. Вие да кажувате помогне. дека опозицијата нема програми, Па да, по нема дефолт програма. вие знаете дека ВМРО ДПМН има. Не. Вие не кажавте овде дека Не. ВМРО ДПМН нема Не. програма. Ја Зошто кажав, рековте ВМРО ДПМН нема програма? ВМРО ДПМН на власт, ВМРО ДПМН го имплементира тоа што они сметат дека треба да го имплементираат и го представуваат пред гласачите. За нив е многу полесно, они се власт. Меѓутоа во програмата на ВМРО ДПМН не пишеше дека треба да се иселат 600.000 македонци во овие изминати 10 години, а тоа го реализира Сега, како најглавно и сепак, единствено види, единствен проект кој што е Само да ви кој што кажам. во целост го имплементирале. Тука сме да направиме една анализа сега за Ама политички анализа памфлети, за не е политички тоа политички памфлети, памфлет. флоскули. Вие Какви напаѓате 600.000, суштина опозицијата. какви 600.000 селени? 600 и нешто илјади. Од каде ви е тој податок? Од Република, од каде релевантни ви? меѓународни организации. Која? Ви зарем не ги читате? Која? Кажете ми која? Сега не можам да Дека во кажам дали изминатите- Светска банка или Светска кој. банка, не. Има Дека сега за податок. 10 Затоа што се дека за 2002. 10 дека за 10 години Ето, од од 2006 2002, не, дека за 10 години се иселени 600.000 и Точно. кусур. Светска Не е банка точно. има излезено со таков податок. 450.000 од 92 година. Светска Одиме банка Божиновски. податок. Зошто ако Па не сега, е ако точен збориме за податок од податок, ВМРО па ДПМН не е не направи точен. попис да видиме колку гласачи и колку добро. граѓани има во Само Република да одговорам. Македонија. Види, Ме разбирате, пописот да е не се- друго. да не Јас се- јас ви кажувам Добро. друго. Значи не сме Божиновски. тука на партиски Вие митинг, гледате па дека сега Божиновски. едната партија Божиновски. друга. Не, Тоа се не, правиме едната. анализа. Е, па, Проектот на ВМРО ДПМН за иселување 600.000 граѓани. Ја велам дека опозицијата немаше програма и немаше. Ама знаете дека ВМРО А вие ми ДПМН вие имаше ми програма. одите не, ја тоа не го реков. Вие ми одите со контра дека ВМРО ДПМН имал програма за иселување на 600.000 граѓани. Што ви кажав дека не е точно. И ви кажав од кај е податок, не знам. Еве, Светска како банка, да ви еве ви веруваат каже граѓаните? Како да ви веруваат граѓаните? Не е точно. Значи, ја тоа ви го тврдам дека не е точно. Таков податок не постои. Зарем треба граѓаните да ме уверуваат на Па криминалци? не граѓаните треба да Оние кои што краделе, кои што им испумпале 5 милиарди не, евра и ја ви повторно тоа е велам, меѓународна треба да имате издржано. Знаете како се прави Аргументи, не, проектот. сега Проектот аргументи. треба да Значи- содржи, проектот Значи, за вас самиот само проект опозицијата треба да нема- содржи план. Значи за вас само опозицијата нема проекти со планови. Не. Проектот содржи план кој што се базира на одредени податоци. Вие не ми давате податоци, односно идете со оној податок од 600.000. Имав неколку дебати со дел од политичките аналитичари токму на таа тема, кој што се извади тој податок дури 630 Така нешто нешто, затоа ви реков, 8 и повеќе од 200. Никој не го каже од кај е тој податок. Тоа му текна на некој на Заев или на Ама вас не е ви случај, текна? не ви каже господин Ма Гај. не е, случајно е, не е точен тој податок. Ама И за сега вас како се само сакате точни после податоци. да ви Да не се верува заглавиме сега, некој? да не се заглавиме. Како да ви точни верува податоците некој? кои што ќе Добро, ги објават колку жители провладените живеат во медиуми? Македонија ако се селени Очигледно, 630.000? 1.500.000, ако видовте гласачи се регистрираат, значи за Не, не. 300.000 се намали бројот на Чекај. гласачи во Република Извини, Македонија. Во овие 10 години наместо да се зголеми бројот на граѓани Колку гласачи, ние гласачи се според вас намалуваме. има во Македонија во моментов? Па онолку колку што има во избирачкиот список, 1.500.000. Во избирачкиот список има повеќе, но според вас, 260.000 според се на вас, посебен список. според вас има 1.500.000. Не според мене, според податоците на Државната Извини, изборна добро. комисија. Според Еве, пошто вас, сакавте конкретни според вас има 1.500.000 гласачи во Македонија, така? според податоците на Државната Според изборна податоците. комисија. И 600.000 одселени во изминатите 10 години. Добро? Тоа Кажете се колку на се? целта. Колку се тоа? 2 милиони и 100.000. Добро? И А нема малолетни во државата? Па Како рачунате? Па плюс има. Тоа сакам да ви кажам, значи Македонија колку има 6 милиони, па се иселиле Зашто? 600.000. Добро, Па ајде. заради тоа што не ви се Еве покупуваат уште еден блок 260 реклами. Не молам да Сега малку не ја смирим. прекративте. Не ве прекидам, имаме уште
10 минути, а мораме да идеме со Меѓутоа, рекламите. кога не може да се одговори на Па, аргументите, ама- одиме со реклами. Ајде ќе одиме со реклами, господин Милевски, Милевски. баш Милион опозиција и да се 500.000 гласачи и 600.000 иселени. Тоа се 2 милиони и 100. И деца уште колку? Добро, 500-600.000. Значи во Македонија има Господине 3 Божиновски, милиони. во 2002 2 милиони и 100 беше Република Македонија. Добро. Зарем не мислите дека во овие 15 години бројот на жители треба да беше зголемен во Република Македонија, Па а не да имате се намали? точно, имате За да точно бидеме за на колку чисто со време, ова, за колку клучното требало да биде прашање е зголемен. зошто Тоа ви кажувам, не владе, значи не ги знаете бројките. Ма кои бројки? Паушално излегува. Милиони 800.000 списокот, сега списокот се намалува за Ама милион, добро. на милиони Ама добро. 500. 260.000 луѓе Окей. се во посебен список, 600.000 30.000 луѓе, 20.000 луѓе. деца. Може Ма се- тие може се сега реклами? официјални државни Може податоци. сега реклами? Може, господин. Еве со третиот блок во аргументи, мислам дека малку завршивме со препукувањето Милевски и Божиновски. Рачистивте околу сега со Божиновски или имате уште нешто? Можеме да расчистиме. Мислам, Тој тоа си уште има два своја дена, матрица да, на размислување која што не можеме Сакам да да, видиме врз да отвориме еден нов блок на прашања, едно до две, Милевски. Утре ми се чини треба парламентот да расправа околу барањето за продолжување на работата на специјалното јавно обвинителство. Како ќе помине тоа и дали од тоа зависи вашиот став како опозиција и генерално на сите политички субјекти, дали ќе има избори на 11? Видете сега, опозицијата е спремна да оди на избори на 11 декември и сметаме дека владачките партии не треба да предизвикаат било каков чекор да ги одложат тие избори. Доколку се сигурни во победата од 100.000 гласови, знаете, малце е чудно, морам да го кажем ова, во 2014 година разликата беше 200.000 гласови и сега се намалила на 100.000 гласови. И сега викаат ВМРО ДПМН води со 100.000, а тие 100.000 другите каде отидоа? Значи јас ако иземам вас од 200.100, значи јас и вие ќе бидеме изедначени. Како може вие повторно 100.000 да водите? Тоа е манипулацијата на анкетите кои што се прават во партиските штабови на ВМРО ДПМН. И сега да се навратам на прашањето. Токму од тие причини, затоа споменав, токму од тие причини ВМРО ДПМН не сака избори на 11 декември. Гледате ВМРО ДУИ и ДПА спорат околу 6-та изборна единица. А се работи за градот Дебар, кој што на пола е пола во 6-та, пола во 5-та изборна единица. Тој може би има 2000-3000 гласачи таму, меѓутоа реално дали излегуваат и 500, кои што нема да влијаат врз резултатот и врз бројот на пратеници ниту во 6-та, ниту во 5-та изборна единица. Меѓутоа сега тие не можеле да се договорат околу границите на изборните единици. Зошто? Затоа што купуваат време и тактизираат околу да има основ да се одложат изборите. Второ, ВМРО ДПМН тактизира, сега го донесува буџетот. Во септември месец изготвуваат буџет и го купуваат периодот за да на 12 октомври да не се распушти собранието на Република Македонија, бидејќи тоа се распушта од помеѓу 45 и 60 дена. Значи опозицијата не е виновна за ништо што прават ВМРО ДПМН со нивните пријатели од албанскиот блок. Е, сега, рекол дека нема да значи на 12 октомври нема да се распушти собранието, ќе одат накај 45-тиот ден. И јас се плашам тоа што го кажав дека имате аргументи за ВМРО ова? ДПМН, па сигурен сум дека на 12 октомври нема да се распушти собранието затоа што до 12 октомври не може да се донеси буџетот. А тие сакаат пред да се распушти парламентот да се донеси би. Значи ги купуваат времето да се стигне до 45 дена од распуштање на парламентот. И тогаш може да се активира Уставен суд пред распуштање, да го укини СЈО, за да се купи време, бидејќи согласно договорот во рок од 5 дена мора да се конституира новото СЈО. И сега тие ќе навлезат во терминот, за да се речи, еве нема време за избори, мораме СЈО да го регулираме, или ќе донесат предлог закон за амнестија во собранието, затоа што не се сигурни во победата. Значи тие се некои размисли кои што се... Ма кои сигурни се, ова се размислува затоа што па знаеме и ние имаме конекции некои таму и ние знаеме што размислуваат, така? Како што тие се знаат за опозицијата, закон за амнестија на сите оние кои што се инволвирани во материјалите
прислушување. Кој кои што се стекнати на нелегален начин. Таква аболиција. Да, но со закон. Значи, се може да направат, тој закон нема да се донеси, но ќе направат политичка криза, која што ќе значи повторно можност за одлагање на избори. Значи, тие не сакаат додат на избори. Сем, доколку не бидат притиснати од меѓународната заедница, па да мора да голтнат овие работи да ги тргнат настрана, за да мора додат на избори на 11 декември. Значи, не велам дека тоа ќе се случи, туку некаде во некои кабинети се размислуваат како алтернативи. И тоа треба да се земи сериозно во предвид. Времето ќе кажи дали ќе применат такви сценарија или сепак ќе бидат присилени да одат на избори на 11 декември. Извини, кој ги одложуваш изборите два пати во април и во јуни? Не беше ВМРО ДПМН? Не беше во целост ВМРО ДПМН во март и во јуни сакаше доди повторно на лажирани избори, повторно да кради гласови. А што е разликата од тогаш со сега во септември? Избирачкиот список и се донесе одредени медиуми. Избирачкиот список е Не е истиот избирачкиот список од 1.800.000 се намали на 1.500.000 гласачи, 260.000 се на посебен список. Ама тие се дел од избирачкиот список. Тие се иселени граѓани во Република Македонија кои што имаше можност да се манипулираат во текот на гласањето, односно некој да гласа во нивно име. Бидејќи податоците беа во МВР и ние како избирачки одбори така натаму, јас не знам дали Владимир Божиновски е Владимир Божиновски или не е. Затоа што ти човек со лична карта, јас морам, го има во избирачки список, јас морам да го заокружам и да му дадам гласачко ливче. Затоа што МВР во 2013 година ние објавивме бела книга во Битола за такви изборни манипулации. А инаку во сите избирачки одбори, ако не се лажу, има представници од сите партии, значи, така? Во 2013 година. Не само да кажете му, дали во сите избирачки места има представници од сите партии? Ако дојдете на гласачко место, јас знам дека сте вие или не сте вие. Сега во избирачкиот список има слика од Владимир Божиновски и тој не може да оди да гласа за некој друго лице и сите иселеници се на посебен список. Имаше спреј, невидливо мастило. Адхок телото, ќе молам. Рековте сте аналитичар, а не сте политичар. Ќе ме молам да се придржувате до тоа што го кажавте пред 5 минути. Сега ова е политичка тема, не? Така да политичка анализа, не политички говор. Има разлика. Може да ВМРО ДПМН плашејќи се од пораз на изборите, така да беше разликата 100.000 гласа, тие немаше да размислуваат. Не, опозицијата е решена цврсто убедена да оди на избори на 11 декември. Како во април и во јуни. Лидер на една од политичките партии кој што е во април и во јуни. Така да кај нас нема дилема дека треба да одиме на избори на 11 декември. Стравот кај нас е што ВМРО ДПМН се плаши од пораз, се плаши од соочување со правдата и сака да ги пролонгира изборите, односно да ги одржи заедно со локалните избори. Впрочем, и пратениците на ВМРО ДПМН зборуваат ќе има избори напролет, нема да има сега избори. Па ако го сакаше, не извини на прашање, ако тоа го сакаше ВМРО ДПМН, зашто не го направи? Ама ниту еден пратеник од опозицијата нема кажано дека нема избори. Зашто да си комплицира сега, ако е тоа точно што го видите, зашто да комплицира со договарање за избори во декември, ако сака да иде заедно со локалните? Тогаш може да си ги направи заедно со локалните. Имаше политички капитал, заедно два пати ги одложуваше изборите. Без проблем. Како не може? Епа видете се, не е Никола Груевски и ВМРО ДПМН е во позиција да уценува и да диктира услови. Очигледно во изминатава година дена некој друг ги диктира условите, а не Никола Груевски. Никола Груевски, се сеќавате, на митинг зборуваше дека јас нема да си дадам оставка, дека широка коалиција нема да се прави, ако се прави ќе се прави без ВМРО ДПМН. И Никола Груевски си поднесе оставка, една година не е премиер, и ВМРО ДПМН е во широката влада во моментот. Така да се она што криза трае 2 години. Значи све што направи ВМРО ДПМН да дојат до тие избори. Затоа ми е смешно ова што говорите дека они сакаат да ги одложат. Смешно е. Два пати заев ги одложуваше изборите. Смешно е, значи дајте нешто што се држано со аргументи. Не верувам утре, пошто прашањето беше дали ВМРО ДПМН ќе прифати нешто за СЈО, јас не верувам утре да прифати, но да знаете дека ВМРО ДПМН за брзо време, не утре, ќе гласа за продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Гаши, како и што работи до една мала дигресија на претходната тема, само една реченица ќе кажам. Ова е факт. Македонија е само втора земја во свет која нема извршено попис во последните 10 години, заедно со Ангола. И тоа е сериозно. Значи, и затоа се овие препукувања, неточни информации, колку се иселени, колку граѓани има, кој е избирачкиот список. Да се вратиме на темата. Јас
мислам дека е крајно време ова политичка агонија да заврши. Да ги оставиме овие препукувања помеѓу ВМРО и СДС, кој сака, кој не сака. Ајде на 11 декември да одиме на избори и да постане Македонија да влезе во една нормална состојба на решавање на кризата. Јас сум убеден дека на првите избори, овие први избори нема да ја решат кризата, туку само ќе бидат почеток на решавање на кризата. Имаме сериозни проблеми во државата. Имаме сериозен проблем во безбедносниот систем, во судскиот систем, во правниот систем, во политичкиот систем, во надворешната политика. Имаме отворени проблеми со повеќето соседи. Подолго време назадуваме во сите евроатлантските процеси, НАТО, Европска унија. Крајно е време веќе да завршиме, да почнеме да ја решаваме кризата. Значи, да беше ситуацијата тоа дека овие избори нема да ја решат, него ќе почнат да се решаваат. Без разлика кој ќе победи? Да, мислам дека без разлика кој ќе победи, разликата помеѓу победникот и вториот ќе биде многу помала и со новите бројки, новиот состав во парламентот ќе имаме друга политичка ситуација и ќе имаме друга перспектива за решавање на кризата. Мислам дека е многу битна правната компонента на целата криза. Ние зборуваме за политички понуди, економски платформи. Камо да беше во таква ситуација Македонија да зборуваме за данок, за патишта и за некои помали работи. Ние сме во сериозна и длабока политичка, економска, социјална и секаква криза. Мислам дека и во морална криза. Кога слушаме све што се објави за луѓе кои правеле криминали, а денеска зборувам особено за луѓе во ДУИ кои се уште имаат некаков рейтинг, мислам дека сериозно треба да се запрашаме уште колку време треба да ги гласаме тие луѓе за кои сме убедени дека не ни носат добро на сите. Добро, мислам дека има уште една минута, две имате нешто на крај да искоментирате или да ја затвараме емисија. Божинас? Па добро, ја би сакал само да напоменам дека овој пат кој да се обиде да ги одложи изборите, ако се обиде некој да го направи тоа директно ќе му влијае на рейтингот, значи на политичкиот рейтинг на таа политичка партија. И досега не утврдивме кој ги одложи. Постојано беше тие, не, вие, не, тие, вие, не. Јасно беше во април кој ги одложи. Знаете, ама луѓето не знаат. Па во април изборите беа одложени заради тоа што Заев рече дека нема да излезе на избори. Тоа е реплика. Во јуни се случи исто. Добро, разликата меѓу тоа што било исполнето во април и во јуни е непостоечка со она што е као исполнето во септември. Значи немаше никаква квалитативна разлика. Добро, сега господине Минески, значи во ред исти избирачкиот список. Така да многу зависи од тоа дали самите политички партии се свесни дека на народот му е преку глава од кризата, дека поминати се 2 години и дека секој кој што ќе се обиде да ги одложи изборите, директно ќе трпи негативни последици поради тоа. И затоа сметам дека овој пат некако изборите се малку повеќе веројатни дека ќе се случат отколку што тоа беше во април и во јуни, токму заради штетата која што ќе ја трпи политичкиот субјект поради кој што изборите на пример повторно би се одложи. Се согласувам дека изборите се известни, но постои опасност од пролонгирање. Значи, повторно оставаме една резерва дека можно е нешто ВМРО-ДПМН овој пат да направи за да ги одложи изборите. Вие се време страв живеете. Вие рековте дека април и јуни не се знаеше, не точно позицијата тогаш побара одлагање, бидејќи не бе исполнети условите за избори. Не се знаеше бидејќи ние живееме во цело време во овие обвинувања меѓу едните и другите. Никогаш ние не рековме. Причината за одлагање изборите беше ВМРО-ДПМН, што не го реализираше договорот во целост, а исто така... Вие рековте, тие рекоа дека вие бевте причина. Вие рекоа дека тие беа причина и граѓаните си се поделени исто како што сте вие денеска и вечера поделени. Меѓутоа, мнозинството граѓани чувствувам дека
се повеќе наклонети на оваа страна. Знаете, 64% сите, му мнозинството, веруваат. и Не, анкетите тоа го кажу, 64% има доверба во СЕО, 54% од граѓаните немаат доверба во оваа влада, 64% има доверба во специјалното јавно обвинителство. Тоа се добри аргументи дека мнозинството граѓани во оваа држава не се задоволни од начинот на кој што се практикува власт и барат разрешување на кризата конечно. Тоа сигурно дека бараме разрешување. Никој не може да живее вечно во криза, но каква ќе биде разрешницата и кога ќе се договорите вие. Зависи од политичките партии. Ние не можеме да влијаеме на вашите одлуки, нели? Ние можеме да ве гласаме тогаш кога ни дајете простор. Да ги гласате, понудите, точно. Така да понудите. Ви благодарам што бевте гости во аргументи. Благодарам. Вам почитувам гледачи, благодарам на вниманието. Скопје 2 дена се тресе. Да молам, свирете го малку. Сами си ги создаваме. Нормално дека имаме разлики. Може прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Најкратко кој веди. Таму, ама до пола книга сте одбележали. Нема да читаме цело. Тезијата, микрофоните се, европјаните се. Бегалци, кој ги направи тие? Глобална хегемонија. Бидејќи се најстарите кандидати за председател. Модерни, Свети Павлевци. Онтолошки тие се тука. Професоре, од што може ово да не штити? Сите стоеле позади вас. Немојте да му Абе, молам, режија, тоа е уште една можност. Абе, не ми работи идиотот.